Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на две актуелни теми. Ќе го фатиме ширењето на грипот токму во сезоната на грип, но ќе зборуваме и за новиот предлог закон за заштита од пушењето. Мој гостин и соговорник во студиото е доктор Злате Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд и директор на клиниката за физикална медицина и рехабилитација Скопје. Доктор Мехмедовиќ, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, и благодарам за поканата. Последните податоци според Институтот за јавно здравје, околу 1800 пријавени случаи на грип веднаш после новогодишните или околу новогодишните празници. Меѓутоа, во пракса и во секојдневието може да слушнеме дека многу повеќе очигледно има болни. Дали ова бројка е реална? Секако дека е реална, тоа се статистички податоци кои што ги собира Институтот за јавно здравје и се точни, не можеме да ги коментираме во однос на тоа. Она што е важно е дека секоја година ја гледаме истата слика, преполни се амбулантите, особено кај матичните лекари кои што имаат доминантно педиатриски пациенти, односно на возраст која што е од 6 месеци па до негдека 14 години. И тоа се оние пациенти кои што најчесто јавуваат компликации и заболувања, кои што се поврзани со респираторните заболувања во овој период од годината и доминира како респираторно заболување инфицирањето со вирусот на инфлуенца, односно од народот подобро познат како грип. Тоа е она што ги оптоварува амбулантите во овој период и во однос на бројките кои што ги споменавме, мораме да кажеме дека имаме една значителна разлика во однос на изминатата година, тоа е дека оваа година многу порано гледаме зголемување на бројките на новозаразени или инциденца на заболени од грип и таа поместувањето на кривата кон лево на диаграмот ја гледаме за некои 4 недели, што е некако изненадувачки за овој период од Дали ова значи дека веќе е достигнат пикот или доправа следува уште поголем број, повисоки бројки? Вообичаено пикот, земајќи ги во предвид просекот од последните 15 години кои што се следат во Институтот за јавно здравје, се очекува да биде некако во втората половина на месец февруари. Ако имаме поместување од некои 4 недели, тоа значи дека ќе го очекуваме кон крајот на месец јануари овој пик. Се надевам дека интензитетот на вирусот не е толку голем, да имаме пролонгирана состојба на висок пик со голем број на заболени од грип, кој што дефинитивно ќе го оптовари здравствениот систем. И се надевам, тоа е оптимистичкото сценарио, дека откако ќе го доживееме пикот во месец јануари, крајот на месец јануари, дека таа крива на регистрирани заболени од грип ќе почне, или болести слични на грипот, ќе почне благо да опаѓа. Така, кој тип доминира оваа сезона? Тоа е типот А или H3 вирусот, кој што е историски поврзан со голем број на компликации, особено кај оние кои што се на возраст на 65 години и плюс. Воедно има сериозни компликации кај луѓето кои што се помлади од 65 години, меѓутоа имаат пропратни хронични болести. Хроничните болести не се карактеристични само за возрастните, да се разбереме, тука и педиатриската популација е особено сензитивна и таму каде што имаме хронични болести, особено кај децата кои што се на возраст од 6 месеци до 5 години, оваквите заболувања кои што се заразни, како што е вирусот на инфлуенца, може да предизвикаат сериозни компликации и во билтенот на Институтот за јавно здравје, кој што се однесува на грипот, можеме да видиме дека најголемата инциденца се јавува токму на возраст помеѓу 5 и 14 години, односно негде околу 290, ако не грешам, имаме заболени кои што се во таа старосна група на популацијата. И кога ќе го споредите тоа со останатите старосни групи, ќе видите дека дефинитивно децата се најмногу на удар. Какви симптоми дава овој тип од AH3, како што споменавте, подтип? Малку е потежок AH3 вирусот на инфлуенца, затоа што дава малку потешка клиничка форма на сликата, особено кај повозрастните луѓе, како што кажав. Вообичаено да имате покачена телесна температура, болка во грлото, инфекција на респираторните дишни патишта, воедно и на респираторниот паренхим. Таа покачена телесна температура може да често пати да заврши со бактериска суперинфекција, која што е резултат на веќе оштетениот белодробен епител и тогаш ситуацијата сериозно се комплицира, особено доколку на тоа веќе му претходни некое хронично респираторно заболување кај пациентите. Болката во мускулите е исклучително карактеристична за грипот и таа особено утринска вкочанетост на целото тело.
е еден од основните симптоми по кои што ќе препознаете дека имате некаква инфекција со грип. Сите овие симптоми не значи дека имате грип. Тоа значи дека имате болест која што наликува на грипот. За да се потврди дека имате грип, треба да се направат дополнителни анализи во Институтот за јавно здравје или во лабораториите кои што ги прават тие тестирања со цел да се докаже дека навистина постои одредена варијанта на грип со која што сте заразени. Меѓутоа, во секојдневието некои граѓани се жалат на висока температура, други поминуваат со не толку висока температура, меѓутоа ги имаат сите останати симптоми. Дали секој различно го поминува на некој начин? Има предуслови за да имате различна клиничка слика на грипот. Значи, пред се зависи од имунитетот кој што го имате. Многу тешко имунитетот ги памети антигените кои што сте ги имале во вашиот организам и кои што предизвикале имуна реакција од минатата година. Значи, брзо ги заборава организмот тие антигени. И антителата кои што се создадени практично се нефункционални за наредната сезона. Затоа најдобра превентива од грипот е вакцинацијата. И добро е што оваа година Министерството за здравство успеа да обезбеди рекордни 80.000 вакцини. Потрошени се според информациите кои што ги имаме некако околу 78.000 вакцини, што е 3.000 се останати. Што е веројатно највисокиот процент на вакцинација на високоризичните групи. А високоризични групи се оние што претходно ги споменавме, над 65 години хронични болни, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, здравствените работници. И овие ризични групи кои ќе ги вакцинирате, тогаш имате една добра база за оние кои што ќе ви направат најмногу компликации или кои што се кандидати да ви направат најмногу компликации и ги ставите под една добра заштита имунолошка и да не очекувате таму компликации. Меѓутоа, кај оние кои што имаат послаб имунитет и оние кои што не внимаваат на своето здравје, не внесуваат доволно течности, минерали, витамини во секојдневната исхрана, кои најчесто треба да дојдат преку природни прехранбени продукти како што се зеленче и овоше кои што се користат во секојдневната исхрана. Кај таквите граѓани кои што не се пациенти, имате значително помал имунитет и тој помал имунитет со други контрибутивни фактори, движење во места каде што имате голема конгестија на луѓе, каде што имате промени на температурните разлики кои што се осцилираат во текот на неделата. Користењето на неправилна заштита кога ќе се движите во простори кога има многу луѓе, како што е на пример неносењето на заштитна маска или користењето на марамче или тоалетно парче хартија за да го заштитите носот кога кивате или кога кашлате, остава траги по површината на предметите кои што се понатаму потенцијални извори на контаминација, од каде што може било кој од тие кои што ги дојдат во контакт со тие контаминирани средини да биде заразен и после тоа да го практично биде инфициран со вирусот на инфлуенца. Дали токму поради тоа и дел од граѓаните многу потешко го поменуваат грипот, односно вирусот со посериозни компликации, пак се врти или се зависи од околу имунитетот и подготовката пред сезоната на грип? Имунитетот е нешто што се гради континуирано. Значи не морате да го градите и не треба да го градите само во периодот на сезоната на грип, тоа треба да го градите во текот на целата година и треба да ви биде култура или начин на живење. Ако тоа го правите на тој начин, тогаш е веројатно дека во текот на зимските месеци, особено оние кои што спаѓаат во работоспособната работна популација од 15 до 64 години, каде што имаат контакт секојдневен со многу луѓе и секако и сметете дека тие се организми кои што се во целосен развој и кои што практично очекувате да имаат најмала бројка и имаат најмала бројка статистички гледано во однос на тоа колку се инфицирани од заразни заболувања, вклучувајќи го и вирусот на инфлуенца. Оваа работна група практично е сериозно заштитена од тоа да има последици поради инфекција со грипот, ако редовно и посветено работи на тоа да си го гради својот имунитет преку правилен начин на исхрана, правилен начин на живот, активен начин на живот и правилно однесување, следејќи ги препораките кои што се најкарактеристични за да се заштитите од вирусот на инфлуенца. Бидејќи сме навлезени во сезоната на грип, дали сега е доцна да се зајакне имунитетот, бидејќи, како што рековте, уште 3-4 недели се малку поризични за да се достигне тој пик? Никогаш не е доцна. Не е доцна ни за вакцинација. Вакцинацијата трае, и тоа мораме да го споменеме, од почетокот, а тоа беше некака средината на октомври, кога се започна со вакцинацијата, до крајот на сезоната на грип, која што може да биде и до април месец, оптегната во еден подолг временски период. Така да, и работењето на
принципот на тоа да го градите својот имунитет преку правилен начин на живот е едно од основните правила кои што треба да ги применува секој човек кој што сака да остане здрав и кој што сака да има добар имунитет. И тоа не е само во однос на грипот, туку и во однос на сите други и заразни и незаразни заболувања, затоа што имунитетот е еден од клучните елементи на организмот кој што ќе ни овозможи долготраен и квалитетен живот. Според многу прогнози, драстичен број, односно зголемување на бројот се очекува со почетокот на второто полугодие, односно децата кога ќе се вратат повторно во училишните клупи. Еве, како на некој начин децата да се заштитат, а со тоа и возрастните, бидејќи дома имаат повозрастни со коморбидитети или хронични состојби, кои многу потешко го поминуваат вирусот? Децата дефинитивно кога ќе тргнат во ева на 20 мислам дека се очекува да почне училишната година на 20 јануари се очекува да бидат резервоарот кој што ќе направи дополнително разгорување на вирусот. Тоа е сосема очекувано и тоа го имаме секоја година. Независно дали пикот го имаме кон крајот на февруари или ќе го имаме кон крајот на јануари. Но она што е важно е училиштата и здравствените институции да бидат подготвени за една таква ситуација. Односно училиштата треба да направат интерни протоколи во кои што точно ќе се забележат симптомите кај одредено дете, кои што се карактеристични за грип или болест слична на грипот, со цел да се изолираат тие случаи кои што би можеле да го пренесуваат грипот на останатите деца. Одговорноста на родителите е секако доколку ги препознаат тие симптоми да не го праќаат детето во школа за да не ја загрозат средината на останатите ученици кои што одат во училиште и секако да се почитуваат општите епидемиолошки правила кои што секако миење на раце, одржување на лична хигиена, внимавање за тоа дали се остава контаминиран материјал на површините кои што може понатаму да биде причина за понатамошно ширење на инфекцијата. Така да се работи за еден мултидисциплинарен пристап во кој што и родителите, и училиштата, и здравствените институции имаат своја одговорност. Здравствените институции имаат одговорност да имаат готови капацитети кои што ќе бидат секогаш на располагање во случај да имаме преголем број на пациенти кои што имаат потреба од здравствена заштита. Така да, како што кажав, тој мултидисциплинарен пристап е нешто што со текот на годините назад сме го виделе, не е ништо невообичаено. Во моментот се наоѓаме во така наречената зона на средна активност на вирусот. Минатата година не ни стигнавме до високата зона на активност. Оваа година со оглед на тоа што кажа дека почна многу порано. Има и општини каде што има изразито висока стапка на многу висок интензитет на вирусот имаме во Девар, а висок имаме во Велес и во Тето. И очекуваме тоа да расте и во неделите кои што доаѓаат, така да сериозно треба да размислуваме за овој мултидисциплинарен пристап во кој што секој ќе има своја одговорност и да не дозволиме да се дојдеме во ситуација да правиме кризен менеджмент понатаму. Според сегашните бројки, според вас лично, бидејќи со години веќе работите и ја следите оваа проблематика, има ли потреба од пролонгирање за сега во оваа ситуација на зимскиот распуст или дополнително треба да се почекат уште 1-2 недели за да се направи некој пресек за да се види ситуацијата? Во моментот нема никаква потреба тоа да се пролонгира училишната година, затоа што реално бројките укажуваат, како што кажат, на средна активност на вирусот. Далеку сме се уште од висока или од многу висока активност на вирусот. Треба да се подготват институциите да ги следат основните епидемиолошки препораки кои што произлегуваат од Институтот за сега се општи препораките, Општи, меѓутоа ефикасни, истите треба доследно да се почитуваат за да имаме систем кој што ќе функционира. Доколку истите не се почитуваат, не е доволно да ги имате препораките на хартија, туку треба да ги имате во пракса. И за да ги имате во пракса, треба да има навистина ангажираност, како што кажав, и од страна на училиштата, и од страна на организацијата во училиштата, и од страна на родителите, и од страна на здравствените институции. Така, ќе поканеме и нашите гледачи, почитувани, доколку сакате да се вклучите со ваши прашања на денешните две теми. Зборуваме за сезонскиот грип, но и на новиот предлог закон за заштита од пушење. Може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02-3116-566. Мој денешен гостин и соговорник е доктор Злата Мехмедовиќ, специјалист по медицина на труд.
Доктор Мехменович, повозрастните, предпоставувам од гледачеве кои не следат, ќе речат да, грипот од секогаш бил присутен, од секогаш ова е сезоната, ова е времето на грипот. Меѓутоа, многу поретко се зборуваше за компликации во минатото. Зошто сега многу почесто се зборува и се предупредува за посериозни компликации? Дали може би животниот стил и сето она современо што е наметнато на некој начин генерално влијае врз ослабнување на колективниот имунитет? Видете, ако историски се навратиме на периодите како што е периодот на шпанската треска или периодот во кој што според тогашните неквалитетни статистики води некоја евиденција дека имало починати помеѓу 20 до 50 милиони луѓе како резултат на силниот интензитет на грипот во тој период, непостоењето на вакцинација, непостоење на соодветна симптоматска терапија или несимптоматска терапија. Тие елементи кои што порадно биле поврзани со лоша евиденција, со слаба комуникација, недостапност на медиуми, недостапност на информации, веројатно правеле да бидеме во ситуација да многу помалку имаме информации кои што ги перцепираме. Денеска имаме можност, најмалку во текот на денот, од 3 различни канали, да примеме информации кои што ќе бидат поврзани со било какво заболување или со било каква информација, не мора да биде само од областа на здравството. Начинот на кој што се развива светот е сосема поинаков денес во однос на она како беше пред 5 години. Денеска, ако имате достапни 3 канали за комуникација, тогаш пред 5 години сте имале само 1 канал за комуникација. Може би тогаш сте требале да го користите веб браузот или да ги скролате страните на Институтот за јавно здравје за да дојдете до информација. Денеска, доколку отворите обична социјална мрежа на која што имате 1 милион мали информации, вие ќе добиете најмалку 50 информации во текот на 5 минути за тоа каква е состојбата за грипот, со грипот во Македонија. Тоа е разликата и веројатно таквиот голем обем на информации кои што го добиваме во краток временски период преку различни канали доведе до тоа да имаме перцепција дека грипот е сега најсилен, дека во минатото не бил толку силен. Кажав, ако ги земете во период годините на шпанската треска, тоа било некако после Втората светска војна, тоа се годините кога помеѓу 20 до 50 милиона луѓе се смета дека починале како резултат на инфекција со вирусот на инфлуенца, многу повеќе од тоа што починале во Првата светска војна. Од секогаш постоеле компликации. Од секогаш постоеле компликации, во минатото биле далеку посериозни затоа што и медицината не била на ниво на кој што во минатото да не биле пријавувани толку хроничните заболувања како што се сега. И таа евиденција секако дека се игра сметат за доста како ризик. Така е, значи евиденцијата е една од многу битните работи кои што денеска и медицината и сите останати системи ја користат, општествени системи, затоа што мерливоста е индикатор за напредок или за назадување. Вие можете да видите дали сте подобри или сте полоши од тоа што сте го правеле во минатото, врз основа токму на тие мерливи индикатори и уредна статистика која што се води, како што се води статистиката за вирусот на грип во Институтот за јавно здравје. Така. Доколку некој од граѓаните периодов ги почувствува овие симптоми кои ги споменавте пред се, карактеристично е она силна и изразита болка на телото, кога треба да се обратат кај својот матичен лекар најпрви? Ја мислам дека треба секако. Дали веднаш или треба да се почека неколку Треба дена? секако, сега се достапни матичните лекари и тоа е една од предностите исто така на модерното време во кое што живееме и треба веднаш да се исконсултира со својот матичен лекар и да добијат базични напатствија за тоа што треба да прават. Секако дека клиничката симптоматологија е многу важна. Доколку имате изразито висока телесна температура, сериозна вкочањето, болки во мускули, поради кои што не можете практично и основните движења да ги направите, доколку имате компликации во форма на кашлање, кивање, течење, затнатост на носот, кои што и онака може да биде сериозен проблем кај некој што имат респираторни инфекции, дефинитивно требате да го посетите својот матичен лекар. Оние кои што имаат поблаги симптоми, препорачливо е да бидат изолирани во тој период, да го минимизираат бројот на контакти кои што го имаат со средината, со цел да ја минимизираат и можноста да го шират вирусот на инфлуенца и на тој начин да понесат одговорност од делот на тие рестриктивни мерки, превентивни мерки кои што може да го намалат ширењето на вирусот. Ширењето на вирусот. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Овдека гледачка од Скопје. Поздрав до докторот. Поздрав и добро. Сакам да прашам во врска со вакцинацијата. Имат аплицирано преку матичниот доктор 2 пати и самата еднаш, ама
не добив повратна порака. Имам 64 години, хронична. Бе помлин малка неднаш и ми рекоа дека морам со порака да добијам и не може така да ме вакцинираат. Ами докторот спомна дека има над 2000 вакцини останато, дали може уште да се вакцинира? Така, чинам И каде да се обратам? Да, ќе ви објасни докторот, меѓутоа според оние последни информации министерот кој ги соопшти дека и без пријавување чинам дека може во сите пунктови, каде може еве конкретно гледачката? Значи, вакцинацијата се врши во центрите за јавно здравје ширум државата, во Институтот за јавно здравје, таму доминантно се вакцинираат здравствените работници и во здравствените домови. Мислам дека во Скопје, како што спомна и вашиот гледач, и Дадија поликлиника и поликлиника и Дадија, поликлиника Букурешт и поликлиника Битпазар, ако не се лажам, се пунктовите каде што се врши имунизацијата и во истите можете да се обратите и веројатноста дека ќе ве вратите минимална. Не верувам дека некој се дека има на располагање вакцини ќе дозволи некој да остане невакциниран. Спомнавте, министерот кажа дека во случај да има побарување на интерес кај граѓаните за вакцинација, дека тоа ќе биде овозможно. Така, без закажување, да, може слободно да се повикате на овие информации од Министерството за здравство и да поидете во некој од пунктовите во скопските поликлиники Битпазар, Јане Сандански чинам и поликлиника Битпазар и Дадија и Букурешт. Да. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Фала. Јас сум повозрастна особа, сега ќе речете 70 години, ајде, ништо не е на 70 години, нека. Видите, температура немам. Мускулатурата од колена надолу болки осеќам во мускулатурата, малаксаност на цел организам. Иначе сум полна со хронични болести, со хобот, со хронична леукемија и така натака да не до. Не кивам, не кашлам, температура немам, пијам нон-стоп витамини, јаки витамини пијам. Дали е малаксаноста и мускулатурата знак дека би можело да добијам грип, да фатам грип, да речам по-нашки сега. Ето тоа ме интересира. Во ред, ќе добиете одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки. Секој е добро, господи. Секако дека малаксаноста и болките во мускулите се едни од карактеристичните симптоми. Меѓутоа, тоа се генерализирани болки. Не се болки кои што се јавуваат само во долната половина на екстремитетите, туку ќе бидат практично во целото тело. Секој мускул е зафатен и обично тоа е карактеристичниот симптом. Омалаксаноста и болките во долниот дел на екстремитетите може да бидат предизвикани и од други хронични дегенеративни заболувања кои што се многу карактеристични на таа возраст на која што се наоѓа и господјата. Може да се работи за лумбалгија, за ишијалгија, за било што е поврзано со таквите симптоматски болки кои што може да се јавуваат. Не мора да значи дека имаме пациент кој што е потенцијален болен од грип или ќе биде со болест слична на грипот, меѓутоа болестите кои што ги наброја гледачот се сериозни. Значи се работи за пациент кој што има хронична обструктивна белодробна болест, има леукемија. И тоа се хронични болести кои што сериозно можат да екзацербираат во случај да имате инфекција со затоа треба сериозно внимание и затоа треба овој вид на пациенти кои што имаат хронични болести дефинитивно да се вакцинираат. Они се во првата линија на пациенти кои што треба да се вакцинираат за да се заштитат од компликациите на грипот. Така, вакцината не штити од компликациите всушност, а секако и да дојдеме во контакт со вирусот. Може да развиеме симптоматологија која што ќе биде изразито послаба од симптоматологијата која што ќе има истиот пациент со исти хронични болести, а да не биде вакциниран. Ќе вклучиме само уште еден гледач или гледачка. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Јас сум една баба од 92 години. Да, ве слушаме. Ве поздравувам. Поздрав. И ме пријави ќерката за вакцинација. И рекоа дека ќе ме викнат. Така. Ден денеска не ме викна, деца. Јас не одам нигдека, не можам да се движам. Низ куќи се движам со бastun,
А надор не можам да одам. Така. И сега, што да правам, кажете? Така во Еве, докторот... Во Скопје знате живеете? Да ми објасни. Дали во Скопје живеете, госпоѓа? А не, од Велес ви се јавам. А од Велес се јавувате, да. Во ред, да, ќе ви објасни секако докторот ве праша во Скопје затоа што чинам и теренска вакцинација беше спроведувана оваа сезона. Ова е едно од во решенијата за Скопје, вакви да. пациенти кога имаме навистина Треба сите центри да имаат евиденција на вакви пациенти повозрастни, центри за јавно здравје. Веројатно евиденција да се води и преку вакцинација.мк, каде што имате и податоци за пациентот кој што се пријавува за вакцинација и би требало навистина тука да се излезе во пресрет на пациентите и да се овозможи теренската вакцинација, затоа што таа неподвижност е лимитирачки фактор за реално потребната превенција која што треба да ја оствари господјата кога е во прашање вирусот на инфлуенца. Од друга страна, она што е позитивно во конкретниот неизин случај, што таа неизина ограничена подвижност и ги лимитира контактите со останатите луѓе, така да многу е помала веројатноста да добие и веројатно вирус кај нејза дома, освен доколку некој не дојде и не го донесе вирусот. Претпоставам дека контактите со нејзиното семејство се прилично чести и дека имаат посети, дека има посети кои што се секојдневни и тоа е ризик фактор, меѓутоа најидеалното решение во оваквите случаи би било да се организира теренска вакцинација за луѓето кои што имаат ограничена подвижност. Да, еве, ние како медиум ќе го поттикнеме тоа за следнава сезона Секако. до здравствените власти да им се излезе во пресрет пред се на повозрастните и тешко подвижни граѓани. Морам да ве прашам, вака ниските температури -7-8, како влијаат врз ширењето на грипот? Постои непишано правило дека тоа го лимитира ширењето на грипот, затоа што имате конзервирање на вирусот практично. Многу е потешко преносливоста во овој период, особено доколку имате појава на снег, која што и помеѓу народот веќе со тек на праксата и годините историски кои што е потврдено дека снегот практично го прочистува вирусот. Тоа се тие ниски температури кои што дополнително влијаат на тоа да се, што би рекле народно, прочистат вирусите. Меѓутоа, температурните осцилации кои што за жал исто така ги гледаме во последно време се тие кои што прават проблеми во делот на Ево тутре ќе ги почувствуваме повторно. Тоа се тие осцилации кои што предизвикуваат непредвидливост на вирусот и кои што овозможуваат полесна трансмисија од човек на човек или од површина на човек. Така, снегот го прочистува и загадениот воздух, меѓутоа загадениот воздух токму овој период заедно со грипот е се поприсутен. Какво влијание има врз ширењето на вирусот, но и во однос на компликациите загадувањето, аерозагадувањето? Загадувањето има системски ефект врз организмот. Тоа не е само ефект кој што ќе го видите на белите дробови или на дишните патишта. Ефект кој што е мултисистемски, делува врз крвниот систем, делува врз срцето, делува врз мозокот, делува врз бубрезите. Практично не постои орган кој што не е засегнат, затоа што најголемиот дел од оштетувањата се јавуваат во врска со слободните радикали кои што се ослободуваат во крвта како резултат на внесување на тие PM2,5 честички и доаѓа до оштетување и на крвните садови и создавање на голем број слободни радикали кои што можат дополнително да ги оштетат останатите органи. Така да во состојба кога имаме и голема загаденост и присуство на вируси, секако дека хроничните болести кои што се предизвикани како резултат на таа висока загаденост, тука како број 1 хронична болест би ја издвоил која што е поврзана со загадувањето, хроничната обструктивна белодробна болест. И тоа е еден од најчестите причинители за хоспитализација во зимскиот период. Значи, статистички гледано во Македонија, најголем број на пациенти на годишно ниво се хоспитализираат токму како резултат на екзацербација на ХОП и на ХОП. Тоа е сериозен проблем. Тоа укажува на тоа дека големата загаденост, високото ниво на загаденост, во текот на изминатите децении почнува се да си го зема својот данок, и тој данок за жал е данок во здравје и во животи кој што нас не чини како држава и мораме нешто сериозно да направиме во однос. Дали штетните ефекти од загадувањето се исти како и штетните ефекти од пушењето? Прилично слични. Ја би кажал дека идентичноста би можело да се мери во проценти кои што се со единечни цифри и пушењето како и загадувањето како моноризик фактор или како
издвоен ризик фактор може да биде директна причина за голем број на хронични болести и канцерогени состојби во организмот кои што се поврзани со овие две ризик изложености на било кој организам. Значи пушењето е еден од најсериозните ризици со кои што се соочуваме како држава, како институции, како систем. И мислам дека адресирањето на овој проблем е пред се храбар и треба да има системски пристап со цел да имаме дефинитивни решенија. Според вас потребен ли е вака поригорозен или, како што би рекле здравствените власти, европски закон за заштита од пушење, кој е сега во нацрт верзија и треба да стапи на сила од 1 март, каде што драстично се ограничуваат местата каде што се дозволува пушење, не само на класични, туку на електронски останати уреди актуелни помеѓу младите кои содржат пред се никотин. Дали е потребен? Да. Дали е време да се спроведе таков закон? Ја мислам дека време беше многу поодамна тој закон да го спроведеме. Имаше и претходно. За жал тие обиди да се почне со тобако контрол или контрола на тутунот и да се премине кон никотин контрол, завршија со други закони кои што го ублажија ефектот на иницијалните закони за да се спречи ширењето на употребата на тутун и на никотински производи. И сега сме во една ситуација која што е многу полоша од онаа во која што се наоѓа пред 10 години. Тоа значи дека Македонија на ранг листата на најпушачки држави во светот се наоѓа помеѓу топ 5. Да, второ место веднаш за Турција, според оние стандардни статистики. За жал, Александар, Турција е многу подобра од нас. Турција таков закон почна да спроведува 2008 година. И денеска Турција има негдека помеѓу 30 до 35% на пушачи. Ние имаме помеѓу 45 до 48% на пушачи од адултната популација. И ниту една земја во Европа, географски која што припаѓа на Европа, нема толку висок процент на пушачи во популацијата. Сите околни балкански земји се наоѓаат во топ 10 земји на светот, кои што се најпушачки земји. И тука можете да ги споменете Србија, Хрватска, Бугарија, Грција, Босна и Херцеговина. Меѓутоа, повторно никоја од овие земји кои што ги споменав нема поголем процент од 40 на пушачи од адултната популација. Се движат во границите помеѓу 35 до 40%. Ние сме во граница на 45 до 48. Негде го делиме, мислам, третото место со Чиле во свет. Пред нас е Мјанмар и уште една островска земја која што не можам да ја запамтам од средината на Пацифичкиот океан. И тие две земји кои што имаат, тоа се двете единствени земји кои што имаат поголем процент на пушачи во светот од Македонија. Ако го то пресметате делот на оние пасивни пушачи кои што се како резултат на изложеност на чадот од цигарите, тогаш ќе дојдете до некоја бројка од 80 до 85% на луѓе кои што континуирано, и тука зборам за пушачите, или повремено, и тука зборам за непушачите, оние што пасивно се изложени на чадот од цигарите, или на оние што се други електронски цигари кои што се почесто користат во било каде и во затворени простори, 80 до 85% се изложени на штетните, токсичните материи кои што ги содржат чадот од сите овие цигари кои што се тобако и никотин контрол, за да ние денеска дојдеме во ситуација навистина да имаме една алармантна состојба во која што, повторно се врата на претходното, имаме број 1 хоспитализација, диагноза во Македонија која што е ХОБ, хронична обструктивна белодробна болест, која што е директно поврзана со пушењето како ризик фактор. Затоа, ако мене ме прашувате, времето да се донесе ваков закон беше пред 10 години, истиот да се надградува. Ова е практично, како да ви кажам, крајната црвена линија која што веќе не смееме да се дозволиме. Да, меѓутоа, за да има ефект, мора да се почитува секаде, бидејќи видовме и 2010-та, 2-3 месеци се почитуваше стрикно во одредени урбани подрачја и многумина ќе речат се носат европски закони за луѓе со балкански менталитет. Тоа е сосема точно. Меѓутоа, европските закони кои што се согласно рамката која што е за тобако контрол, која што е предвидена од Светската здравствена организација, се такви европски донесени во Турција. Турција успеа да ги преполови бројот на пушачи
во период од 10 години. И сега што тоа значи во здравствен контекст, да ви објаснам. Кога ќе го преполовите бројот на пушачи од 50% на 25%, прераната смртност, која што се јавува како резултат на компликација од пушењето, се намалува за 13%. Тоа значи спасување на човечки животи, поквалитетни години на живот во подминатиот век и секако нешто што представува заштита за здравствениот систем. Да се надеваме дека ќе се почитува доколку се донесе на 1 март секаде на цела територија за општо добро на сите граѓани, а ќе следиме и оваа тема и ќе ве викнеме некаде од средината на пролета да предискутираме од првичните ефекти и од законот за пушење, бидејќи токму и медицината на труд е специјалноста која се занимава со оваа проблематика. Така ви благодарам, секогаш на располагање и секогаш би сакал да зборуваме на актуелни теми кои што се важни и многу важни за јавноста. Со факти и со статистички податоци пред се. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно.